Последна епизода на Брчиме со Дуле, втора сезона, и како последна епизода имаме гостинка денес, со нас е Магдалена Шамбевска-Аневска. Така, сум, така? точно. Со овие двете презимиња што сте во последно сите. Добре ни дојде, ни идиш од нашата добро позната компанија, маркетинг агенција, Nova Solution, што посебно ме радва, што јас ја познавам, па го познавам Предраг, поздрав голем до него, од многу од порано, што ко работев карго, сегде одев, нормално и кај него, носев. Постоите 19 години. Така е. И тоа е едно импресивно портфолио позади вас. И денес ќе поправиме малце муавет за дигитален маркетинг во корелација со вештачката интелигенција, нели денес се почна некако да се врти околу вештачката интелигенција, да ни разбиеш некои теории дека, не знам, традиционалниот маркетинг губи со вештачката интелигенција, не губи, да видам ваше едно видување, затоа што ти си веќе 14 години во маркетинг, така? Да, апсолутно, да. И да ти посакам добре дојде, фала ти што дојде. Се договараме, така? 1-2 месеци. 2 месеци се договараме, знам дека си зафатена, Да. дека нема застој кај вас. Па најпрво сакам да си ја пофалиш Nova Solution. Да. Дуле, еве, драго ми е што и приватно се познаваме, но се вкрстуваат патиштата некаде и вака службено да се гледаме. Јас сум Магдалена Аневска, дигитален маркетинг директор во Nova Solutions, таму сум 14 години. Имам едно богато искуство и теоретско и физичко од аспект на комуникација со луѓе, со станоци, па и небројни се веќе во овие последни интензивни 10 години на терен каде сум. Проучувам многу психологија на луѓето, комуникација, нели подобрена секогаш може да биде подобра, зашто клучна е кога станува збор за зголемување на продажби, промоција, креирање на стратегија и се останато. Меѓутоа се трудиме да го следиме и трендот, предизвикот кој на сите денес ни е донесен. Тоа е вештачката интелигенција. Меѓутоа вештачката интелигенција е еден мал дел од она што е дигитален маркетинг, но истовремено направи и пресврт во дигиталниот маркетинг, но и во општото живење и добробитот на луѓето. Мислам дека последните 2 години зеде многу голем замав вештачката интелигенција. Во повеќе области. Значи во многу области. Да. Посебно и во маркетингот, пошто свесни сме, гледаме секој ден. Да. И во приватното живење, многу луѓе веќе истражуваат и се обучуваат за користење на дигитални алатки, знаат дека постои начин животот да им се олесни, да ги скратат обврските што претходно ги работеле за многу подолго време. Оние што се нели паметни, интелигентни, ќе најдат начин како да ја засилат својата интелигенција и својата својот максимум да го дадат што повеќе и повеќе кон извршување на задачите, ефикасноста нели ќе се зголеми. Меѓутоа тука треба да се работи со предпазливост, да се пристапи со предпазливост, од причина што вештачката интелигенција е сеопфатна, секаде распространета, треба да се има увид дека имаат и деца пристап до неа. Нели сме слушале дека домашни задачи се пишат со вештачка интелигенција, се решаваат тестови со вештачка интелигенција. Тука малку се отвора простор да се размисли како се афектира истата врз одредени возрастни групи, но и од друга страна како го олеснува животот и функционирањето на денешницата. Тоа е едно, како да речеме, правилно користење на тие алатки. Знаеш, ти велиш и деца, јас еве и син ми е, например, 10 години има, уште ја нема навиката да уклучи, да побара, да се заинтересира, да речам, ако нешто не му е јасно на школо, и ако многу пати мајка му не е дома, ќе ме праша мене нешто, јас не знам, ќе му речам, отвори Google или ChatGPT или нешто, отвори, ќе ти каже, ама нема навика уште. Да речем, и може и се радвам што нема навика да отвара на секое во тие алатки да гледа, затоа што тука се поставува сега и прашањето колку АИ ќе влијај во секојдневниот живот од аспект на будење на креативност кај децата, кај луѓето уствари, Кај луѓето. или пак уништување на креативноста. Зошто? Заради тоа што секој мисли дека лесно ќе помине, ако му напиши на ChatGPT, не знам, направи ми маркетинг стратегија за таа и таа фирма и со сите тие детали. Кој е твоето мислење? Еве 2 години велише присутно, си имала искуство во овие 2 години, како било и како е сега?
Да. Мислиш дека е лошо или добро за маркетингот, традиционалниот маркетинг Да. што вие го работите? Традиционалниот маркетинг е една страна, ние повеќе сме фокусирани кон дигитален маркетинг. Така. Меѓутоа, не мислам дека креативците тука ќе изгубат. Креативците се оние кои ќе добијат многу повеќе со познавање на AI алатките и општо учење за тоа како функционира вештачката интелигенција. ChatGPT е една од тие алатки кои што повеќето ги знаат, но тука постои мал број низа алатки кои што навистина знаат да помогнат во автоматизација на процесите, дигитализација на процесите. Знаеме дека денес многу од луѓето знаат сами да напишат текст, пост, да генерираат некоја фотографија, но моментот е онај што веќе целата содржина наликува една на друга и се прави така наречено AI слепило. Кога е целата содржина генерирана, наликува една на друга, се губи автентичноста на брендовите. Тоа значи дека на долг рок успешни ќе бидат брендовите кои ќе знаат да побудат емоција што AI не може да ја долови. AI може да даде идеја, може да обезбеди некоја датабаза, некои информации, може да генерира одредени извештаи, графикони, прикази, може планови да прави и се она што навистина од аспект на административни работи може многу лесно да се заврши. Но од друга страна, културата, хуморот, харизмата, емоцијата е нешто што само човекот може да го обезбеди. Значи, човечкиот допир сметам дека се уште ќе биде незаменлив. Тука единствено ќе загубат просечните луѓе. Просечните луѓе што не се подготвени да учат, не се отворени кон нови нешта, не се адаптираат на флексибилност, не се адаптираат на учење. Значи, секојдневието е такво што денес прави притисок и сите сме влезени како во еден шаблон, како еден бубањ, каде што технологијата не можеме да ја запреме. Ако во последните 2 години имаме напредок брз со светлината, сметајте што во иднина со сите овие информации ќе се обезбеди за наредните 5 години, да речеме. Ова ќе биде нешто што никој не го очекувал во човештвото, напредок што порано не можел да се замисли, согласно тоа како се движеше напредокот во изминатите 20 години, ќе земам во како компарација, дека нели со мобилни телефони, па со интернет, па со будење на свеста, па се она што денес го прави интернетот таков каков што е. Па да, ние сме генерација од Commodore 64, па флопи дискета, па на флопи дискета, ако се сеќавам, меморијата беше мегабајт 1,3. Барем лично ги поминав тие сите фази од школство па до ден денес и умеам да направам една добра разлика на тој таймлайн, на таа скала како се движеше одгоре надолу, па некако некои нешта ми не достигаат и тоа е една предност барем кај мене што умеам да ги склопам традиционалното со модерното, зависно брендот, нели како што бара, да има одредена промоција и пристап. Има заинтересираност на компаниите за, како да речам, вие сте маркетинг агенција и дали има заинтересираност во поглед на тоа да се користи вештачката интелигенција во нивните концепти, во нивните планови, стратегии, или има некои компании што сакаат да се држат до како да речам, до она што го работат. До она што е тренд и новитет. Да. Одлично прашање, фала ти. Кога се пристапува кон одреден бренд, се пристапува многу внимателно. Ја гледаме и таргет групата, која е на самиот бренд, која е визијата, мисијата, која е генерално стратегијата на брендот, како планира да настапи, да се шири, дали воведува новитети, дали сака да биде повидлив во одреден регион, дали се проширува во странство и слично. Секој бренд има нели своја приказна и тоа е она што на крај продава, приказната и емоциите и довербата кој брендот треба да ги пренесе на потрошувачите. Некои брендови инсистираат да има комбинација од вештачка интелигенција и човечки допир од причина што тоа е трендот, а денес окото е навикнато да гледа филтер,
прифатени се генерираните фотографии, генерираните видеа, еве може да видите многу брендови што се македонски, ќе спомнам Витаминка, ќе ја поздравам, 70 години рекламата, па и Кока-кола зимската реклама беше исто со AI, одлично беа прифатени, дури и не можеше баш да се забележи барем кај Кока-кола дека е со вештачка интелигенција направена рекламата. Смут беше во целост, кај Витаминка е рекламата направена нели намерно, што е супер. Иако е брендот постои 70 години, значи дека се развива согласно трендовите кои што следат. Секогаш кога комуницираме со агенциите, со клиентите, даваме простор нели да изберат што сакаат, со тоа што генерираната содржина наспроти содржината креирана од човек има различна тежина. Човекот секогаш внесува емоција, не е само автоматизација, зашто денес се сведува на виртуелни асистенти, дури еве имаме и прилика да комуницираме нели постојано со Мета во позадина на Facebook и Instagram платформите. Кога комунициравме порано, комунициравме со човек, сега знаеме дека комуницираме со некој бот, што е некој симулиран разговор, не можеме да стигнеме до реално лице, додека не го напишиме соодветно тој промпт толку добро, за да не поврзе со на крај со човек да разговараме. Јас само кратко ќе те прекинам, работев за америчка компанија, тука во Битола работев поврзување на струја, вода, канализација, такви работи, кои ќе се јавиш во, пример, водовод, во Америка, некој од тие водоводите, пошто таму се приватни, нема државни. Првен треба да го поминиш филтерот со машината на телефон, што им беа добро исконципирани, направени, значи дури јас се зачудив, тоа не е од сега кај нив, тоа е малце поодамна да речам. За да стигнеш до човек малце тешко беше. Треба првен да се разбериш со автоматот, со машината, што сакаш и како сакаш, па да те поврзи. Не беа уште спремни автоматот да ти ја заврши работата, ама да стигнеш до човек мора да ти изфилтрира првен, па да стигнеш до тоа. И тоа е веќе сега, како што кажеш ти, веќе тренд скоро во многу области. Па да, тоа и ќе биде и причината да се отворат многу нови работни места, виртуелните асистенти од нели гранки кај виртуелните асистенти ќе се креираат, со тоа што ќе имаме многу нови работни места, меѓутоа и многу постоечки работни места ќе се згасат. Кај вас во маркетинг агенциите што мислиш? Треба да се плашите или не? Затоа што еве правиме муабет за генерирани видеа, за генерирани слики, ово, тие веројатно би требало да отворат некои нови работни места за луѓе кои што ќе бидат спремни да ги работат тие софтвери, тоа сепак не е лесно, треба за да се направи едно видео. Сметаш дека ќе има некој баланс кај вас како маркетинг агенција? Генерално, мислам дека и кај сите компании се почувствува доаѓањето на вештачката интелигенција. Ќе кажам дека кој паметно ќе ја искористи, тој паметно и ќе постапи, од причина што вештачката интелигенција многу предности носи во работењето, како што спомнав, од автоматизација, од генерирана содржина, скратување на времето на работа на некои активности кои порано така е, но и на крај, бидејќи доаѓањето на вештачката интелигенција направи да се скрати вниманието и фокусот на луѓето. Значи човекот повеќе од 3 секунди не може да издржи. Така да кога ние бараме кандидати за соработка или партнери, предност е кога некој човек знае да работи со AI. Значи ние не се плашиме од AI, туку напротив, бараме луѓе што умеат да ја владеат AI. Пазарот е толку многу фокусиран на алатки, мобилни апликации, значи дигитализација на целиот процес. Дури во Македонија се случува дигитална трансформација на бизнисите, што сметам дека за следните 2-3 години ќе премине кон целосна дигитализација, што може да подразбира овие компаниите да имаат за сметководство, да речеме софтвери што ќе преминат кон дигитализација,
ќе се намали користењето на хартија и печатењето воопшто, се ќе премине кон дигитализирана форма. Гледаме дека и здравството еве со функционира веќе, дали со мој термин или со било што и образованието. Видовме дека функционира и онлайн кога се најави таква потреба, нели со ковидот. Мислам дека не треба да се плашиме, еве да го резимирам прашањето. Напротив, ако паметно ја искористиме, многу можеме да добиеме. Меѓутоа, нека се плашат тие што не ја користат, бидејќи во следните неколку години, ако го лишите својот бизнис, особено ако е мал бизнис, ако е стартап, ако воопшто не е присутен на интернет, верувајте дека нема шанса да опстои. Така. Денес сите се преминати кон онлайн продажба, навиките на потрошувачите нагло после ковид пандемијата се сменети. Точно. Баш слушнав еден податок дека во првите 7 дена 10 од најавување нели затворање на се што функционира физички, поттикна еден страв и аларм кај компаниите. За 7 дена имаше над 330 барања за креирање на веб продавници со постерминали. Тука доживеавме едно освестување, ние како народ во Македонија. Ковидот ни донесе раст на нас, на нашите бизниси тука и едно освестување дека она што треба да го запазиме за функционирање на бизнисите е онлайн присутност, промовирање на бизнисите, будење на свесност за брендовите, но и градење на веб продавници кои утре ќе продаваат. Вмрежување нели со познати инфлуенсери, не би го изоставила и тој момент, но и паметно креирање на стратегии, промоции, дефинирање на буџети, планирање на активности. Активностите кога се комбинирани офлайн и онлайн исто така даваат многу добри резултати и се она што е тренд да се следи за да знаеме како и во кој правец да го развиваме бизнисот. Точно. Макар што пак би рекла не би дека секој тренд одговара за секој бизнис, нормално бизнисот ќе знае што функционира или не функционира или може да се обрати кај маркетинг агенција за да го правилно насочи како треба бизнисот да настапи на интернет. Знаеш што ме интересира? Ние цело време сме со телефоните в раце, скроламе, гледаме од реклами, од секакви видеа, се што изнаброивме се до сега. Пак ќе речам и јас и ти, еве, сме од една генерација кога порано имаше промоции, ти велиш одам на терен и сега на терен одиш нормално со станоци со компаниите. Да. Имате и промоции, имате и се. Дали мислиш дека сепак уште она опипливото за народот, за луѓето, за клиентите, за муштерите, што е, например, промовираш Стоби Флипс. Ете, Да. ќе спомним, јас спомна витаминка. Дали мислиш дека тие теренски промоции, имаше промоции по маркети, учество во настани, награди преку настани, преку ТВ емисии, дали мислиш дека тоа опипливото се уште се бара, се уште, како да речам, број 1 во поглед на рекламирање, отколку се ова денесот сме претрупани од скролање на интернет и од такви реклами. Дали мислиш дека поќе ефект се уште има тој начин? Или сега веќе преминавме и нема назад од ова што се вика дигитален маркетинг или било како? Да, ќе се навратам кратко еден чекор назад, бидејќи спомнав дека комбинацијата од офлайн и онлайн активности дава одличен резултат, повторно ќе го потврдам тоа, иако мора многу да се внимава каков е типот на компанијата, дали е традиционален или е модерен и која е визијата на самата компанија. Имав прилика да работам за Кристал Благо Јорев, нели тоа е компанија со долга традиција од над 100 години. И тука ние живееме денес во модерно општество каде што треба да комуницираме традиционален производ. Тука е и нели предизвикот да ја усогласиш кампањата на интернет да изгледа за модерните луѓе општо прифатлива, бидејќи трендот денес особено на Инстаграм и на Фејсбук, дури Инстаграм зема нели силен замав сега и се шири повеќе и во Македонија. Тие се најгледани канали во моментот и најбрзо се пренесува порака преку социјалните мрежи за најкратко време. Знаеме дека ако ги комбинираме активностите како што спомна, нешто на терен,
Тоа е различен тип на маркетинг што секоја голема компанија го има. Некоја компанија има комбинација од PR, дигитални маркетинг агенции кои работат за нив или луѓе мерчандајзери што се грижат за полиците, за местото во супермаркетот, позицијата, рекламите, па дигитална маркетинг агенција која го работи дизајнот до печат на промотивни флаери, каталози, брендирани. Јас до тоа сум застанат. Јас таму сум застанат. Да. Значи цел тој промотивен материјал што го гради визуелниот идентитет на брендот. Но бидејќи буџетот што ќе се потроши нели на терен, меѓутоа зависи и пак речем од визијата. Јас се сеќавам и Бимилк е исто една од најактивните компании тука во Битолскиот регион и честитки за сето она, го поздравувам што го работи. Навистина е за пофалба. Спомнувам брендови ако не е намената за да промовирам некого. Меѓутоа чисто како е да додоловам на што мислам. Тие се бренд нели исто со многу добра визија, јасна цел, следење на трендови и ги имаат сите тие активности заедно што даваат тоа се збир на активности што даваат нели успех како една целина. Дури и настаните што ги прават, поддршката на трки, па не знам донации, општествено одговорни компании. Денес за една компанија да биде успешна не значи дека треба само да се рекламира. Дури вработените кога бараат позиција работно место некаде, нели ги гледаат условите, дали компанијата е општествено одговорна, дали има приватно здравствено осигурување или како тоа сето игра улога врз општата култура на вработените, на брендот, делувањето, нели на еве и парк нели направија од Бимилк тука. Значи тоа е нешто што трајно останува. Брендот најде начин како околината да го запомни. Па да, син ми има 5 години и го знае како битолско. Така е. Ќе одиме во И битолско. ќерка ми вика битолското чупе, носиме кај битолското чупе. Значи нешто така е успешно. Значи нешто што треба. Тука е моментот зашто. Тука е постигната целта да се остави доверба кај идните потрошувачи, се допира до младата публика која утре ќе биде корисник на брендот, а и градиме чувство и емоција. Зошто брендот, нели, дали се работи за продукт или за услуга, небитно, она што го купуваме ние како потрошувачи, задоволуваме некоја потреба. Затоа викам и дека доста читам за психологија на луѓе, психологија на продажба. Ние купуваме нешто за да задоволиме одредена услуга. Ако брендот е паметен и најде начин не само да се рекламира, не само да постира, туку да најде начин како низ тој алгоритам да изгради доверба, чувство на припадност, да задоволи одредена емоција, тогаш тоа ќе биде бренд што ќе трае на долг рок. Така, на долги стази. Така е. Меѓутоа и континуитетот тука е клучен. Ако пак денес не си присутен на интернет, а гледаме дека сме обсипани со бројни содржини кои што се исто така и со платено рекламирање направени повидливи. Ако не, органската видливост е многу ниска, ма и помала од 10%. Ако паметно не ја направиме стратегијата за максимално искористување на буџетот, нема да имаме ефект ниту од платените рекламирања. Така, јасно. Не е само дека ќе платиш реклама, па тоа да ти гарантира тебе продажба или успех. Не. Тука е моментот кога маркетинг агенцијата правилно ги насочува компаниите како треба да постапат. Како функционира алгоритмот во позадина, да речеме интереси. Ако пребаруваш одредена содржина, да речеме на интернет, пребарувам цвеќиња. После тоа мене ќе ми излегува содржина од цвеќари, велосипед, така е, дури и Google кога е вклучено, нели, и вклучен интернетот, ја гледа нашата рута, каде се движиме, колку време се задржувам, дали се задржувам во ресторан, во бутик или на друга локација. Ако се задржувам во ресторан, мене ми се пласира содржина од ресторан. Ако се задржувам во бутик, ми се пласира содржина со облека. Да, ама јас еднаш спомнав дома со жената правевме мојот перница дека ми треба да си купам, ако ме верваш, не лажам, жими очи.
Знам и Значи, сум уклучувам сигурна. Инстаграм, прво дормео, перница ми излезе. Да, То не значи можам да, значи, прислушкуват. да, значи би секој да е предпазлив, колку податоци изложува, заштитата на податоците е клучна. Сите објавуваме фотографии, но внимавајте од каков тип се, бидејќи сега со AI многу лесно може да се злоупотребат податоците, особено со деца, ма и било каква содржина и од вас да биде, треба внимателно да се објавува. Па и на сите што се, да речам, личности, нели веќе обичниот човек се труди да генерира содржина која што е модерна, трендовска, општо прифатлива, интересна. Не мора секој да биде инфлуенсер, но секој бара внимание. Дури ќе кажам дека пред да одиме на состаноци, пред да соработуваме со некого, едно истражување за профилот на човек со кого ќе разговараш е добре дојдено да видиш што објавува на социјалните мрежи, што сака човекот, не дека е 100% сигурно, меѓутоа Да имаш една една генерална слика да. се гради за тоа со кого ти си имаш работа. Значи, што сака, кои се неговите желби, после најле низ разговорот, ќе видиш каков е интересот, Пред како да да ми се одговориш, што е она што продава денес, Мгм. според тебе, сведоци сме денес, спомна инфлуенсери, сведоци сме денес на една наезда од инфлуенсери, јас ја велам, меѓу кои има секако луѓе кои што, ајде ќе речам, се вистински инфлуенсери на правилниот начин, на она што треба да се пропагира, да се прикаже, ама имаме и многу како да речам сега. Импровизирани Неќам да се изразам сега, ти ми си Да. гостинка, да беше друг некој може ќе бев полабав. И тие се некои содржини кои што немат никаква тежина, а ги гледаме многу присутни, гледаме дури и сериозни компании кои што ангажират луѓе кои што стварно не придонесват како што треба со она што го прат. И сега, на пример, има општествено одговорна компанија, ќе речеме, и ме ангажира мене, а јас лајнарам секој ден по интернет секакви лоши работи или не знам, не ширам човечки вредности, баш обратно, и то не можам да го сватам. Дали мислиш дека има премногу такви и дека се губи во нештото? Би рекла дека за секој инфлуенсер има, нели, секоја компанија ќе си најде своја таргет група. И за секој има За публика. секој има публика, Има ете баш тоа сакав да го кажам. Внимателно треба да се избере со кого се соработува, зашто тоа е на крај на криштата сликата на брендот се отсликува. Треба да се внимава, некогаш не треба се соработува со најпознати VIP лица во светски рамки, ајде зборувам, не мора само за Македонија да зборуваме. Да гледаме општо широката слика, да. Еве и кај нас има некои VIP жени, ќе спомнам, па не мора да се ангажираат тие за козметика, да не ги именуваме, меѓутоа подобро е да се пристапи кон микроинфлуенсери кои ќе дадат некоја поверодостојна содржина што обичниот корисник ќе го наведе да купи. Зошто во познатите личности се нема толку доверба, се знае дека е реклама, иако ќе биде видливо, треба да размислиме на моментот на конверзија. Колку од тие што го виделе видеото, на крај ќе купат. Да. Значи, тоа е она што нас не е битно. Монетизација на инвестираните пари кај тој инфлуенсер. Јас сум и повеќе, макар што пак ќе речам зависно брендот, повеќе сум за соработка со микроинфлуенсери или со повеќе микроинфлуенсери наместо со еден, освен ако тој еден не е планиран да биде заштитно лице на брендот, па нели да си има на долг рок соработка. Содржината која што ја генерираат не е секогаш автентична и тоа секогаш ќе ги издвои квалитетните од неквалитетните, а брендот секогаш си прави избор со кого ќе соработува. Не знам друго што... Па ете, да ги тргнеме на страна инфлуенсерите, се, рековме, инволвирани во денешниот маркетинг, фала Богу, ги гледаме цело време, ама што е според тебе денес продава? Така. Едно, не знам, твое мислење ме интересира. Да. Еве, од маркетинг аспект, значи, на долг рок мора да се обезбеди квалитет,
дури и кога се пристапува кон креирањето, сме креирале брендови од нула. Прво битен е физичкиот изглед на етикетата, на дизајнот, или ако е услуга, првобитната промоција, најава на услугата. Тоа е она што првиот впечаток го стекнува твојата таргет група што треба утре да го купи или да го користи продуктот. Правилната промоција, ако е лошо испромовиран продуктот, нема добро да продава. Ако зависи треба да се избират и канали каде што ќе се промовира продуктот, да се погоди и таргет групата, да се видат интересите, да се направи анализа на кого ќе се продава, како ќе се таргетира, како ќе се шири, како ќе се подобри квалитетот во иднина или што е она што поразлично тој бренд ќе понуди од преостанатите други, зашто ако си лесно заменлив и ако не си автентичен, можеш веднаш да изгубиш покрај ова наезда, како што рече, на брендови. Да. Се е пренатрупано и на интернет, и физички на полиците, на рафтовите во продавниците. Така да мислам дека за рецептот за добар бренд е да има, да се види која е емоцијата што ќе се задоволи, визуелниот дел да се задоволи според последните стандарди, да се види таргет групата која е, правилно да се настапи со реклами, квалитетот никогаш да не се изгуби, само да се подобри, и континуитетот. На крај на краиштата, или пак ќе кажам нешто како шега, читав една книга од еден маркетинг од Балканот, човекот беше, вика, кога одите на риболов, одите со црви или со јагоди? Вашата публика што сака? Ќе ја сервираш јагоди, не можеш да ја сервираш јагоди на рибата кога рибата сака црви. Значи, ќе гледаш да го нудиш на она што треба на твојата таргет група. Точно. Значи, имаше еден многу интересен рил, ќе ти го пуштам. Може го имаш видено, не знам. Случајно ми излезе една женска збора за Red Bull. Така? Видено? Не. Вика, ако имате заприметено, Red Bull во сите видеа што ги објавува, како реклама, вие немате видено Red Bull лименка. Вие гледате, тие имат спонзорират најчесто, како се викат тие спортовите, не знам, страшни спортови за мене, што скокат со мотори од огромни висини. Бренд маркетинг е веќе ова. Да, и вика, вие немате видено. Вас Red Bull ви продава приказна, не ви го продава, вас не ви го представува производот. Така е. Вие немате видено, вели, во ниедно видео лименка. Така е. Истото и со автомобилите Rolls-Royce. Значи, никогаш немаат реклама, никогаш нема ништо на билборди. Нив ги рекламираат, број 1%, најмоќните, најбогатите луѓе објавуваат содржина на Инстаграм и толку. Никогаш не може ниту Мерцедес, ниту БМВ, ниту Ауди или било кој друг бренд за автомобили да стави акција, зашто тие градат такви бренд приказни. Ако стави таков бренд попуст, тоа автоматски го деградира и ја нарушува вредноста на брендот и сликата. Колку во Македонија 5 нови возила од Мерцедес нека се продадат годишно, тоа е успех. Значи, тука вредноста на тие возила е толку. Значи, 1%, 2% имаат можност да го купат тоа возило и за нив тоа е успех. Точно. Добро, Rolls-Royce се и limited или Louis edition Vuitton не може да даде попуст на ташните. Значи, не може, еден ден ќе биде тепачка, ќе има редици, другиот ден паѓа вредноста на брендот. Значи, тука треба да се внимава како се комуницира и со каква бренд приказна се поставува. Наспроти нив, ако одиме со традиционален маркетинг или со директен маркетинг, директниот маркетинг се, ги спомна, Дормео, Делимано. Тие се брендови каде што купатило кој ќе отворам Делимано ми излегва. Така е, меѓутоа гледаме каков е пристапот на тој тип на промоција, што не е погрешен, значи да не се разбереме, тој тип на промоција буди аларм, итност за купување, имаме некој рок
Ќе речат важи само 2 дена, 2 часа, понудата завршува и прави луѓето да реагираат многу брзо. Брзо, да. Значи тоа е друг и тип на многу маркетинг. се присутни, тоа не е случајно, тие сакат да бидат присутни буквално во секој дел од твојот живот. Кај да одиш да видиш Делимано, да ќе ти се јават на телефон, имате промоција, имаме, ако сакаш да ме разбираш. Да, Дали на телефон, дали ќе ги видиш, цело време ги има. да, Тоа е добра стратегија затоа што ти покажува дека цело време се тука. така е. И не знам, баш му е тоа окей. И затоа имам од Делимано работи сите дома. Така е сите, да. Дори баш и гледав еден филм, беше исто така за маркетинг трикови во приказната и еден дечко го возеа со автомобил и додека не оди како на интервју некаде беше за работа и поврзано со бројки кој број му вика ќе окажеш пример од 1 до 10 и 5. А тој не сваќа дека за време на возењето со автомобилот виде неколку петки по патот или неколку имиња. Кога го прашуваа за одредени прашања, тој одговараше согласно она што го виде несвесно. Така да ние кога сме изложени на одредени визуелни ефекти, билборди, видео реклами, рилсови, она што го гледаме, прво ни доаѓа на памет и да го избереме или да го спомниме. Не можеме да избереме бренд од ајде ако избираме пак речам макар што не се здрави газираните пијалоци, нели, меѓутоа ако станува збор за избор на газиран пијалок или Кока-кола или Пепси или Фанта, значи постојано сме изложени на нив. Не можеш да купиш друг бренд Да. освен реално. нив, зашто си изложен на нивната реклама и едноставно во паметот ти се врти тој бренд. Да, точно. И сега сите овие турбулентности, ајде јас ќе ги речам што ги спомнавме уназад и што се случуваат и што ќе се случуваат во иднина. Имаш некоја визија за она како ќе се движи маркетингот во наредните 5-10 години? Самата кажа дека имаме една огромна промена со воведувањето на вештачката интелигенција во краток рок се Да. направи големи промени, што значи дека во наредните 5 до 10 години можеме ние да очекуваме чуда веројатно. Пресврт. Или пресврт. Пред да ми кажеш ти, јас ќе ти го кажам мојот став кој е за Мгм. вештачката интелигенција и за многу работи. Дека сите се тие едни циклуси кои што еве еден пример ќе земам, некоја прочитав од овие од Шведска, од Данска, некој од тие Аха. земји повторно на училиште, нели беа дигитализирани, повторно ги враќа тетратките, пишувањето, работните листови, тие таквите работи. Тоа е моето мислење дека се е циклус, дека тоа може да траи Да. цело време, а дали пак ќе се подвраќаме на тие некои традиционални начини. Па еве ќе се надоврзам на тоа дека и слушнав исто дека во Јапонија до 14 години Кина и Јапонија не им даваат на децата мобилни телефони. За разлика од тоа кај нас децата добиваат телефони на многу мала возраст, Година 2-3 и по. години, да, Од година и пол вака се што постапа. делува на развојот општо. Има нели нови закони да ги спомниме, сега беа неодамна, Австралија, Грција нема да дозволат креирање на профили на социјалните мрежи, мислам под 16 години дека беше, се напредокот носи многу нови прашања за кои треба сите да сме освестени и да знаеме со што во иднина ќе се соочиме. Тоа е по моje видување дека иднината е дигитална, дека ќе има многу голем пресврт од аспект на функционирање на секојдневието. Мислам дека се ќе премине кон автоматизација, дигитализација, но човечкиот допир секогаш ќе биде незаменлив од причина што човекот е тој што работи со AI алатките. Некој треба Но, да ја работи, да ја вози. Така е, да. Но ќе се надоврзам исто на моментот дека вештачката интелигенција не треба да ја гледаме низ призмата на една алатка како ChatGPT, бидејќи алатките се менуваат и тоа е тренд. Луѓето треба да се фокусираат на градење на вештини, учење на луѓето, посветување време за психологија на комуникација, емоционална интелигенција, зашто тоа е она што ќе го задржи човечното во нас. Вештачката интелигенција секогаш може да биде предност и да ни донесе подобри перспективи, да ни отвори нови врати, да ни отвори нови можности, да ни отвори нови визии за тоа како ние можеме да се видиме во себе си, да го видиме својот бизнис,
својот напредок и од аспект на поединци, и од аспект на бизниси. Но сите што нема да се свртат кон развој, кон учење на новите трендови, мислам дека многу ќе Нема. заостанат. Да. Ова ќе биде еден филтер за тоа кој е подготвен да се носи со иднината и кој ќе биде просечен. Ако одлучиме да сме просечни, што е легитимно и не е грешно, можеби некој сака до некаде да се развива Така. и на некој не му лежи технологијата, можеби некој не сака, но гледаме дека технологијата во секоја сфера од работењето навлезе. Имавме прилика да работиме со дентална клиника, каде што буквално, ќе го поздравам и мојот професор Никола Рендевски и нашите клиенти Рендевски дентална клиника. Беа неодамна на сајм во Истанбул, каде што промовира апликација, каде што со помош на вештачка интелигенција може многу студенти да научат како правилно да пломбираат заби, без тоа да е физички и вистински. Дури знам дека и професорот што ми предаваше мене имаше направено една апликација и продадена за во Италија, прво за автомобили, па и во светски рамки, како правилно еден вработен во автоиндустрија да шприца кола со боја. Значи тоа им било голем проблем со кој се соочувале, бидејќи не секогаш лицето што ги подучувало другите било физички присутно во просторот. Направиле едно видео, еден туторијал како правилно се, тоа е со вештачка интелигенција. Значи тука ние сме постапиле паметно, секој што ќе дојде следен не мора да му се издвои време. Време се штеди што тој човек е на друго место, добиваме нов кандидат што е едуциран и спремен да работи на вистински реални проекти. Точно. Значи, пак ќе кажам тука, и во не само во сферата на денталната индустрија, па гледаме и во медицината, колку напред оди се со вештачката интелигенција и со технологијата општо земено. Да. Значи, колку понапредни анализи добиваме, колку се може понапред во иднина да се види како ќе биде или како да се отвара нови гледишта, нови аспекти, сите тие работи, да. Во секој случај е предност. Предност е кога добро ја владееш и предност е кога знаеш како да ја користиш. Дигитален маркетинг многу присутен, гледаме на интернет, излегват нон-стоп, се нудат курсови за дигитален курсови, милион курсови имам досега испретерано вака што ми излегле. Работат доста луѓе со дигитален маркетинг, доста млади. Што е она што ти би му го порачала на младите кои што сега да речеме ајде се испилват од средно, од факултет, со кои што дигиталниот маркетинг не мора да му биде струка во смисла, може тие да работат друго нешто, може да си го работат паралелно и дигиталниот маркетинг. Што би му порачала на сите млади кои што би сакале да се занимаваат и му звучи примамливо дигиталниот маркетинг? Па ќе кажам дека дигиталниот маркетинг не треба да го сметаат само како еден пост, само како едно видео, бидејќи суштината на дигиталниот маркетинг е низа активности кои го прават тој збир. Дури ние немаше да бидеме маркетинг агенција ако се умееш еден човек. Значи, тоа е комбинација од фотографи, копирајтери, видеоедитори, графички дизајнери што подготвуваат материјали за печати, за онлайн форма. ChatGPT не може да генерира, не може да го замени човекот и да генерира во моментот дизајн за печат. Ке му кажам пример логото, испрати ми го за печат, ке го испрати PDF, го отвараш документот и гледаш дека тој не е вектор. И дека не е тоа така едноставно. Значи, нека не се насочуваат младите кон изучување само на тие алатки, туку малку пошироко нека ја видат сликата што е она што една промоција треба да предизвика кај идните потрошувачи. Значи, пак ќе кажам, од какви типови на луѓе има, какви продавачи има, дали тие луѓе што го презентираат брендот се вистински продавачи и соодветни или треба да се обучат. Зошто милион работи како вештини треба да ги поседуваме додека да дојдеме до дигиталниот маркетинг кој треба да се промовира нели на интернет. И како човек постојано читам и се надоградувам од различни полиња. На тие млади ентузијасти ќе препорачам на мојот Инстаграм профил во отворена форма има живот со клик, имам напишано прирачник, водич за
денешните маркетинг реклами како да се водат, каква е психологијата на потрошувачите, со каков тип се среќаваме на скалата на заинтересираност кога сакаме на некој да му продадеме. Така. Да речеме, ако јас сега сум во комуникација со некого и на некого нешто му нудам, на скалата на заинтересираност, мојот интерес е најголем, но кај него е на најниска скала. Додека стигне до ниво кај него да биде на највисоко, јас ќе заборавам. Тоа е моментот кога треба повторно да го исконтактирам и да му понудам, бидејќи кога тој ќе се сети на мене, јас веќе сум заборавила. Но кога имате алатки како потсетници, не знам, календари, користете го тој момент и бидете флексибилни и бидете отворени за она што е тренд и новитет. Учењето никогаш не треба да запре, Да, затоа што ќе те особено изгазат. во оваа Ќе се индустрија. прегазат, да, Мислам ќе те дека секој ден е важен и па и не мора да се платени алатки, има и толку многу на интернет бесплатни алатки, курсеви каде што некој треба само да има желба и волја да седне да учи за да напредува. Сега ето така, ние кога бевме млади тогаш, најде така ќе Да. речам, ние уште сме млади, кога бевме ние по 18, 16, 17 години, немаше туторијали, немаше Немаше, YouTube, така. немаше Немаше и на твој ништо тоа профил што денес има. прирачници, да. Денес е толку полесно и затоа може имаме и доста успешни луѓе во самиот бизнис и како што кажат и доколку не се надоградуваш цело време, доколку не стекнуваш нови вештини, пазарот ќе те прегази во нешто. Да. И она што би го порачала еве за крај, да останат автентични и своји, зашто само автентичноста е она што на крај е препознатлива. Да научат да градат доверба и емпатија. Тоа е она што е клучно. Другото се учи. Да. Значи, генерираната содржина многу лесно може да се препознае кога е генерирана. И самите ќе видите дека сите фотографии наликуваат една на друга и Да, сите горе-долу. знаеме дали со Gemini, дали со ChatGPT или друга алатка се напишани, структурата на текстот е исто. Тоа прави одбивност. Да. И бизнисите треба да се заплашат ако комуницираат со таква содржина што е иста како другите, ја губат автентичноста и ја губат можноста за продажба. Овој момент ќе го Незабележливи искористам се. сега што го кажа. Мојот впечаток е како што скролам по цел ден што се вели. Сите тие плакати, сите тие реклами што излегват, стварно наликват како исти Да. да се. Пренагласени бои, не знам, Истите фонтови, структурата, истите структурата е реченици. наместена по некои впечатливи бои добиват. Не знам, стварно добиваме една не знам како да речам, исто ми изгледа Сличност. се, сличност и Но не различност. Да, едно неразличност. Она што треба да што го спомна ти дека треба да се издвојат и она што треба да се внимава. Да. Зашто на крај кога купуваме не сме сигурни дали тоа е вистинскиот продукт Да. што го гледаме. Тоа апсолутно не Баш е во на еден поголем број состанок случаите. сега бев неодамна и тоа е добар бренд во Македонија, добро позициониран, за кој работи некоја X маркетинг агенција, генерира фотографии со детски бањарки. Некој потрошувач ја нарачува бањарката и дома она што стига не е исто како она што го видел на интернет. Искористиле генерирана фотографија без да го запазат патернот на изгледот на Точно самата тоа, исто и бањарка. со Значи, бургери. мора да Сите се бургери внимава. Какви секој ќе ги гледаш сочни, Сите мислиш, фотографии- течи тука, не знам како Да. го порачуваш врскани. Сите се нашминкани, Да. подобрени, визуелно. Затоа викам, реалноста не е иста со интернетот и со она што денес се пласира, далеку од тоа. Од тие причини некогаш и онаа содржина што е помалку нашминкана или поавтентична, помалку генерирана, добива многу повеќе на значење за разлика од она што е совршена. Така. Не треба да бидеме совршени, треба да бидеме своји. Свој, точно. Значи тоа е она што би го Супер, многу ми е мило што ги знакаже сите овие работи. Многу од нас не сме свесни како функционираат сите овие маркетиншки работи и порано и сега. И мислам Да. дека има уште многу Многу. што да се разговара на оваа тема, ама треба тоа- уште 3-4 Па и- подкасти да снимиме ќе за да си снимиме, зашто докажеме да се. не. Сега јас реков, ова ми е последна Да. емисија, ама в година како што планирам, како Како што ти викат, кажав, последниот прв ќе биде. да го сменам концептот, може на некој Да. поинаков, опиплив начин ќе ги прикажиме некои Да. работи и се надевам на некаква соработка. Зошто да не, јас сум отворена, секој што има убава идеја, би порачала да ме контактира,
Отворена сум за новитети, моето ентузијазам и веселост и ведрина и креативност сакам да ги ширам и несебично да помогнам на секој што има убава идеја, убав бизнис и секој што смета дека може да го види моето место како партнер, соработник, пријател. Јас сум отворена. Супер, одлично, одлично. Благодарам за поканата. Апсолутно. Ќе гостувам со задоволство и Други следен пат пат. кога се договориме, унапред ќе те побарам 2 месеци за да се Да. најдиме, за да не види сега утре после се смеам, нема врска. Да, знам. Па драги мои, ова беше последна епизода од како што кажав од втората сезона, нема многу да зборам сега, ќе снимаме едно рилче кај што ќе си земиме с Богум. Има две варијанти, едната е варијанта да се вратам со трета сезона со поинаков концепт и втората варијанта е да ме снема скроз, ќе видиме како ќе биде летото, ќе покажи. Фала што не следевте, да не следите пак. Присутен сум на Инстаграм, присутна е Магдалена на Инстаграм исто. Што ви треба, тука сме. Чао.